Почнува решавањето на проблемот со безбедноста на пешаците кај средното Коленех-Тенин во Штип. Денес општината распиша тендер за набавка на вибрациони ленти, кои се дел од планот на локалната самоуправа за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Нивната набавка и поставување е дел од напорите за зголемување на хоризонталната, но ќе се работи и на зголемување на вертикалната сигнализација на овој дел од патот. Вертикалната сигнализација ќе биде зголемена со флуоресцентна поголеми сообраќајни знаци, ќе бидат малку поуочливи. Веќе се во набавка, значи тоа ќе се постави за пократок временски период, а вибрационите ленти очекуваме дека ќе можеме со постапките за 1 месец да завршиме и да почнеме со поставување нивно. Ова е резултат на барањето на средното Коленех-Тенин за решавање на горливиот проблем со безбедноста на учениците. Во барањето е наведено дека треба да се зголеми хоризонталната и вертикалната сигнализација на улицата пред СОУ Коленех-Тенин. За истото беше разговарано и во петокот на средбата на градоначалникот со дел од родителите во истото училиште. Во меѓувреме, за време на големите одмори, има полициска патрола која што го регулира сообраќајот. Во меѓувреме тече постапката за изградба на нов кружен тек, кој треба нивото на безбедност во сообраќајот да го подигне на повисоко ниво. Тоа решение подразбира и бришење на еден постоечки пешачки премин. Пешачкиот проектирано со градежното, значи решение на кружниот доваѓа некаде на 50 метри од сегашниот пешачки пред Емоц, влезот на Емоц. Што значи дека тоа е веќе многу мало растојание на 2 пешачки, ќе се избрише пешачкиот пред Емоц од вратата да не се излава директно на булеварот, но децата ќе бидат насочени кон еден, значи ќе имаме една критична точка на поминување, не 2. За се ова беше дискутирано денес на Комисијата за образование. Во меѓувреме, најавено е дека се работи на зголемување на безбедноста на учениците во сите основни школи во Штип, најверојатно со поставување на лежечки полицајци.